Добре дојдовте. Денес истражуваме една вечна дилема – односот меѓу слободата и законот. Дали правилата се нешто што не заробува или пак нешто што не ослободува? Ајде да се нурнеме токму во тоа прашање црпејќи увид од еден богат коментар за природата на човечкиот избор и божествениот закон. Нашето патување започнува со одна основна човечка реалност – слободата што ја имаме да го избереме сопствениот пат. Еве една интересна перспектива. Злото не е дел од нашата вродена природа. Тоа е повеќе како надворешна сила која ние имаме моќ или да ја прифатиме, или да ја отфрлиме. Како што вели и самиот текст, да се биде верен е прашање на личен избор. Овој избор е представен како еден постојан крстопат, постојана одлука помеѓу два сосема различни начини на постоење. И ова совршено покажува колку е голем влогот. Гледате, изборот на добриот пат не е само некаква обврска, туку е представен како директен пат до самата среќа. Добро, ова природно не носи до следното прашање, ако сме веќе толку слободни, која е тогаш поентата на законот? Значи, многумина го доживуваат законот како некаков товар, нели? Како збир на правила што ја ограничуваат слободата. Но коментарот што го анализираме ја предизвикува токму оваа претпоставка и целосно ја преформулира неговата цел. Значи, клучната поента е дека законот не е тука за да ја ограничи слободата, туку за да ја води, да покаже како таа слобода може да се искористи за да се изгради добар живот. Ова е убаво објаснето дури во самиот збор Тора. Неговиот корен значи да се учи или да се води. Значи, не зборуваме само за збир на правила, туку за дар што треба да не заштити од патиштата што водат во несреќа. Но идејата за законот како водич оди уште подлабоко, на едно символично ниво. Да го земеме за пример Псалм 118, која е цела поема во слава на законот. Неговата структура крие символика поврзана со бројот 8. Па, во библиската символика, бројот 8 го представува токму новото создавање. Тоа е како 8-миот ден, ден за нов почеток. Структурата на псалмот ни сугерира дека законот не е само книга со правила за овој свет, туку и еден вид нацрт за еден сосема обновен свет. Добро, ајде сега да одиме чекор понатаму, изборот не е само помеѓу добро и зло, туку постои и на ниво на размислување, на филозофија. Тука апостол Павле прави една многу јасна разлика меѓу два начина на гледање на реалноста, што всушност не враќа на онаа првична идеја за двата пата. Оваа скријана мудрост, значи, не е нешто што може да се изведе со чиста човечка логика. Таа бара нешто друго, бара отвореност на срцето. И како сето ова се поврзува на крајот? Како кулминира ова патување од едноставен избор до оваа подлабока мудрост? Еве го клучниот момент. Коментарот истакнува дека Исус не го отфрла тоа упатство, туку доаѓа да го исполни, да му даде подлабока смисла. Фокусот се поместува од надворешните дела кон внатрешните мотиви, од тоа што го правиме кон тоа зошто го правиме. Да земеме пример. Првиот чекор беше јасен, да се спречи чинот на убиство. Но следниот, подлабок чекор, е да се соочиме со самиот корен на насилството, а тоа е гневот во срцето. Истата логика важи и тука. Законот се движи од забрана на надворешниот чин кон прочистување на она што е внатре, погледот на мерата. Значи, тука јасно се гледа една прогресија, една еволуција во моралното разбирање. Крајната цел е да се допре до срцето и да се преобрази. Па, каде не остава сето ова? Што можеме да извлечеме од ова патување низ слободата, законот и мудроста? Ако треба да го сумираме, приказната оди вака. Прво, се започнува со слободата. Таа е нашата основа. Второ, законот доаѓа како дар за да ја насочи таа слобода. Трето, вистинската мудрост бара да гледаме подалеку од светската логика. И конечно, целта не е само надворешна послушност, туку вистинска внатрешна трансформација. Тоа е еден постојан, бавен процес на преобразување на човечкото срце. Сушност, целиот тој проект, од првата до последната заповед, има една крајна цел – да се изгради поправеден и пољубовен свет. Секој напор кон братско единство и разбирање е чекор поблиску до таа цел.
И сето ова не остава со едно последно клучно прашање. Прашање кое ја преформулира целата дискусија, претворајќи го фокусот од збир на древни текстови кон еден жив принцип за денес.